председателя. Значи, како што кажав во образложението, со овој амандман барам да се обезбедат средства за отпочнување на прва фаза за изградба на булевар на магистралниот пат на влезот од градот Виница. За оваа инвестиција веќе има проект, има комплетна техничка документација со одобрение за градба и затоа сметам дека еве сега треба да се излезе во пресрет на општината, затоа што самата инвестиција е од капитално значење не само за општина Виница, туку и за целиот регион воопшто, затоа што преку градот Виница води регионалниот пат Пехчево и Берово, а преку Бигла се оди до Делчево и границата со Република Бугарија. За секој еден современ и модерен град е од голема важност да има добра инфраструктура и добра инфраструктурна поврзаност, пред се поради олеснето и безбедно патување, односно одвивање на сообраќајот. На градот Виница му е потребен еден ваков булевар, како што кажав, пред се поради безбедноста во сообраќајот, затоа што во овој дел од градот има индустријска зона и фреквенцијата на превозни средства е голема, но има голем дел од граѓаните кои што на своите работни места одат пеш и се движат по самиот коловоз. Со изградбата на еден ваков булевар, значи ќе се изградат нормално и тротоари и каде ќе можат пешаците и велосипедистите побезбедно да се движат и да одат до своите работни места. Во планот е предвидено булеварот да биде во должина од 800 метри, во два правци, со по две ленти, каде што исто така е предвиден и зелен појас, а растојанието од самиот влез на градот до бензинската станица на Македро. Во овој дел од градот постои еден друг проблем, голем проблем би кажала, затоа што кога ќе заврне поголемо количество на дожд, овде се собира и големо количество на вода и со тоа не само што се отежнува сообраќајот, понекогаш доаѓа и до прекин и секако, за жал, доаѓа и до поплави на локалните објекти и ниви. Но доколку се реализира овој проект, проблемот би бил решен и од таа гледна точка. Придобивките од еден ваков булевар со огромно значење за граѓаните на општина Виница, затоа што ќе се решат проблемите со возилата, со пешаците и секако со атмосферската канализација. Тоа од една гледна точка, а друга гледна точка, градот Виница, како што во последно време е замрен во повеќе погледи, тој ќе заличи на еден современ град со современи сообраќајници, како што впрочем и треба да се личи. Исто така ќе имаме побрз и посигурен транспорт, но и посигурно и побезбедно место за движење на пешаците. Морам да напоменам дека како и многу други проекти и овој беше ветен од претходната локална власт уште во 2017 година, но остана нереализиран, иако се тврдеше дека рокот на реализација ќе биде запазен, но со проектот ниту се отпочна, ниту се запази рокот, поранешната локална власт за среќа си замина, но сега еве бараме средства, бараме помош, оваа власт, односно локалната власт, која што сега е предводена од ВМРО, да може да го реализира овој проект, затоа што е од капитално значење, затоа што секој еден проект кој што ќе биде реализиран во било која општина е од капитално значење и добро би било кога барем дел од рекордно најавуваните капитални инвестиции од страна на власта бидат реализирани и не останат само на парче хартија. Искрено жалам што и овој пат амандманов не помина, но до нареден пат ќе бидеме повторно. Благодарам.